употребив овој термин. Тука во таа категорија на хендикепирани со кој термин во иднина ќе работиме? За сега според класификациите што постоje законски кај нас во Македонија е терминот ментална ретардација. А таа класификација се ослонува на класификацијата на Светската здравствена организација. Ние во моментот немаме измени и ја почитуваме. Меѓутоа постои една иницијатива на Европската конференција на родители за помош на они викаат деца со интелектуална попреченост и препорака е да тој термин се употреба со интелектуална попреченост. Се отвори тоа прашање на конференцијата. И дискусијата одеше кон тоа и се заклучи. Баш академикот Лубовски од Москва, кој што присуствуваше, предложи да би било добро да ние предложиме на конференцијата на УНЕСКО во Македонија, а таа да предложи на УНЕСКО во Париз, да се организира една посебна расправа токму за тој проблем, за тој термин, дали е исправно да се каже деца со интелектуална попреченост или остануваме понатамо за ментална ретардација, затоа што не е тоа само организационно или не знам какво, тоа е многу сериозно стручно прашање како ќе го употребиме тој термин. Така. Од каде е таа чувствителност на терминологијата? Кој е најчувствителен? Дали се тоа родителите, дали се тоа лицата со пречки во развојот? Ја мислам дека пред се родителите и ја им дам право на родителите, зашто да не, тоа е нивно и право и осеќање и чувство да го избегнат тешкиот или терминот што дава стигматизација или сегрегација и така натаму. Меѓутоа, знаете што, по некој пат чувството и сакањето не е се најдоброто. Оти при таквото барање треба да се поаѓа од интерес на детето, а не од мојата желба да задоволам моето его, него дали детето ќе има корист од сето тоа. Така. Вие неколку пати го споминавте терминот интеграција и инклузија. Тоа беше една, по мене, најопширна тема за која што имаше најмногу реферати поднесено. Сега веднаш да кажеме на самиот почеток дека инклузијата практично значи вклучување, нели? Вклучување на децата со хендикеп во редовните оделенија, редовните училишта. Така. До какви заклучоци? Кои се заклучоците во врска со овие теми? Оти навистина имаше, пак ќе речем, разноличие и тука во ставовите во. Овие теми скоро цел ден ни зедаа во сесијата, имаше над 24-5 сообштенија и со право затоа што навистина се актуелни и интеграцијата и инклузијата. Вогна, ако може да сумирам, која е разликата? Прво, која е разликата меѓу интеграцијата и инклузијата? Видите, интеграцијата е, имаме физичка, кога се вклучуваат децата во специјални оделенија при редовни училишта, и функционална, кога се дозволува специјалното училиште и редовното училиште да бидат во иста зграда, значи во соработка некоја. А инклузијата или вклучувањето е веќе социјална интеграција, тогаш потпуно вклучување на децата со хендикеп во редовните оделенија и заедно со нив да комуницираат и да работат. Така, се сосема акусот, кои се заклучоците во врска со ова? Па прво се како прв заклучок што сите инсистира, тоа што го кажав, да се донесе национална стратегија и закон за интеграцијата и инклузијата и уште повеќе и за финансирањето нисто, затоа што сега во цела Европа веќе се поставува проблемот на финансирањето на овие процеси и се доведува во прашање тој процес. Значи, мора да се разреши прашањето на финансирање, иначе ќе останеме со процесите што сме почнали. Значи, парите се секаде во. Да. Тоа. Друго, потребно е потполно подготвување и извршување на сите претходни фази и услови, како што се подготвување на децата со и без хендикеп, на родителите, на учителите, изготвување на посебни програми и така натаму. Трето, се предложи да се барат нови алтернативни решенија во тој правец, но да не се укинуваат постојните. Значи, треба да останат и понатамо специјалните училишта и установи да работат, да преземат нова улога, да преземат потешки случаеви и што е најважно се предложи да се трансформираат во инструкторски или ресурсни центри за помагање на редовните училишта каде што има вклучено вакви деца. А тоа ќе се види, ако се вклучат и дефектолозите таму,
иако тие специјални училишти и установи ја преземат таа улога на инструктажа и помагање. Во врска со оваа проблематика ќе разговараме со уште еден гостин ќе имаме тука во студиото и сега со Семанакусо за крај на овој наш разговор за темата за која што тешко се изговара, деинституционализација, што тука се заклучи за тоа? Прво се констатира дека е тој процес започнат, дека проектот се изведува веќе 3 години со финансирање на УНИЦЕФ и согласно на Министерството за труд и социјална политика, а се кажа дека треба да продолжи иако има проблеми и тие проблеми во ход да се разрешуваат. Второ, тука се спомна исто така проблемот на финансирањето, особено ако еден ден УНИЦЕФ престане да финансира, дали владата, државата ќе го преземе. Се искажа охрабрувачки искажувања дека секако ќе надредното министерство тоа ќе го земе, како што ја зеде улогата и за дневните центри. Покрај ова се нагласи дека добро е при деинституционализација или изликувањето на деца за сега од демиркапија, да се тие деца вклучуваат пред се во биолошките нивни семејства, а ако такви нема, во други семејства, изгрижувачки семејства, и тука таа улога во многу треба да ја одиграат центрите за социјална работа. И се укажа дека нема опасност од извлекување на деца во установите, дека установите ќе се затворат, напротив, овој процес ќе помогне да се растоварат капацитетот голем на некои установи, да се створат подобри услови за работа, за заштита, така натаму, и со тоа уште една работа се потенцира, дека тоа ќе овозможи да се дисперзираат тие институции во помали установи во општините каде што се наоѓаат таквите лица. Професоре, јас се надевам дека научната мисла ќе ја следи практиката и обратно, дека практиката ќе биде во согласно. Стана збор и за раната интервенција, и за општи теми. Така, се разбира, имаше многу таму што да се слушне и што да се зборува. Ние во друга прилика повторно ќе говориме на оваа тема. За денес ви благодарам за разговорот. И на вас ви благодарам и за ова повикување, а посебно што пративте македонска телевизија, што пратиште за цело време конференцијата. И има специјални емисии посветени на вашата конференција. Ви благодарам многу. Тоа телевизијата